бараш бе црв? Остави го бе Локи. Не гледаш нему си сите клонови на број. Го барам клучот, мора да е тука. Каде, бреаци, каде бабино го изгуби, а? Овде. Овде. Ајде, дечиње, помогнете му, нека го најде. Ајде, па другарчиња сте, види. Мора да е кај тебе. Секогаш го носиш околу вратот. Овде седев. Еј! Мал си за тие работи бе црв. Тука си седел, кој знае кај си го изгубил. 100% му се скинал и му паднал в гаки. Јасно. Ќе го изтресеме и клучот сам ќе се јави. Го најдов! Што правите? Стани се. Стани. Што ви е, видај? Го најдов! Што си нашол, дай? Клучот го најдов! Ајде, дома. Пепи. Покрај толку книги почна да читаш сообштение. Ова е за нас. Сообштение. Се известуваат станарите од кула 11 дека во сабота со почеток во 10 часот ќе се изведат вежбовни активности во случај на атомска војна. Доста бе, Рамбо. Читај ми. Целта на вежбата е расчистување на атомското засолниште. Председателот на... Какво расчистување? На атомското засолниште. Нашиот клуб. Тоа ќе видиме кој кого ќе расчисти. Повелете во атомската скривница Дореми. Прв пат слушам. Ајде, одете. Како да влегувате во Миланска скала без карта, ајде. Де, комшија? А тебе без скалата се плеткаат нозете. Важно вам, комшите, не ви се плетка јазик. Еми ви се плетка. Леле, што е ова чудо? Ајде бе, мало, влегувај го кочиш патот. Јас, ајде, де. Јас сум го кочела. Ајде да видиме, да не кочам. Атомската војна само што не почнала. Ајде. А тебе за овде ти требаше штурец. Види, вие сте биле вистински уметници. Тото... Другари се ми рекол дека јас сум го направил. Па ти го направи, колку што се сеќавам, ти беше главниот скулптор, јас само ти помагам. Ви благодариме на помошта. Сега гледам јас каде испаиле моите бои. Знаеш ли дека со овие бои јас можев да измолерисам барем 4 стана. Овие бои, а каде ги набавувате, колега? И мене почна четки да ми удираш, колега. Овие бои не се за твоите благородни рачиња. Не се овие за тебе. Холе, ваму, овде била ѓурналтијата. Ајде, ваму. Дај. Тука! Тука на главата. Тука ќе складирам. Како ќе складирате, бе, дедо? Како што, бе? Воен материјал, бе? Војни резерви? Брашно, сол, шекер. Смејте се, тие дечиња. Смејте се.
Не знаете вие што е војна. Ама каква војна, дедо Коле? Тоа е само предпоставка. Нема да има никаква војна. Предпоставка, предпоставка. Така обично почнува со предпоставки, па после држме мајку. Дечиња мои, штом жените почнат да плеткаат политика, јасна ми е војната. Само ќе ве прашам, еден ден кој ќе почнат да ви црцорат сревата. Ќе го барате дедо Коле, ама го нема. Убаво што не посети дедо Коле. Време е за нашите музички точки. Пипи, Мариче, ајде Волки. Ајде Волка, не Волк да ти се даде дедо. Пушти ме, мамо. Знаеш, ова е нашиот клуб. Клуб? Заради овој клуб ти ќе останеш глуп, ништо не учиш. По цел ден овде ми завиваш. Ние не завиваме, тетко, ние пееме. Да, лесно ти е тебе, Мариче, мајка ти учителка е. Леле, како е ова чудовиште? Тоа е бабо херојот на нашето време. Ајде. Играј си мајтап со мене, комшија. Си се ујдисал тука со децата. Ова е сериозна работа. Да, ова е сериозна работа. Мир, деца, мир. Значи, другари и другарки, се собравме овде да го расчистиме проблемот со нашето атомско засолниште. Што има да расчистуваме, председателе? Овде никогаш не било почисто. Не станува збор за хигиената, туку за намената. Ова е заедничка просторија наменета за атомско засолниште, а не за некаков диско клуб. Музички клуб? До ре ми. Да, до ре ми. Затоа предлагам, другари и другарки, веднаш ова да се расчисти и оваа просторија повторно да заличи на атомско засолниште. Ве молам, другари. Јас не гледам во што е проблемот. Не собра сите, не собра. Еве, дедо Коле подготвил храна за 3 војни. Да. Амбиентов е добар, да видиме што подготвиле децата, па ќе решаваме. Ова ни е сцената. Да. Повелете, седнете. Повелете. Почитувани гости, драги родители, во духот на оваа атомска вежба "Сите во одбрана и заштита", дозволете ние децата да го заштитиме нашиот свет со песна. Ви велам, детево е гениално. Еден глушец, глушец-ушец, на ум, прст и глава. Добре, не е само глушец, саурец и Та ми решил глушец-ушец, дзи да руши тој со глава. Е, на овој бестрашен клубчо, песна ќе му испее Маја Саздановска. Еден глушец, глушец-ушец, грчка гребе мрда уши. Еден глушец, глушец-ушец, запнал дене зид да руши. Тој од ништо нема страв, ни од тигар, ни од лав. Само нема здив, штом го збрка мачор сив. Тој од ништо нема страв, ни од тигар, ни од лав. Само нема здив, штом го збрка мачор сив. Еден глушец, глушец-ушец, грчка гребе мрда уши. Еден глушец, глушец-ушец, запнал дене зид да руши. Еден глушец, глушец-ушец, грчка гребе мрда уши. Еден глушец, глушец-ушец, запнал дене зид да руши. Тој од ништо нема страв, ни од тигар, ни од лав. Само нема здив, штом го збрка мачор сив.
си. Добре, тргне работава. Воки, те пуштам следната песна. Мариче, сите песните се вакви за мали деца со глувци. Не, сега ќе има со мачки. Ама, промени, што направивме од клубов детска градинка? Да не сакаш специјално за тебе да пуштаме љубовни песни. Тоа може. Ја знаете поговорката, кога ги нема мачките, глувците орото го водат. Но на сцената веќе имаме 3 шарени мачки. Леле, ама мачиња! Без да фрлување, молам. Овие мачиња имаат добра душа, но некого може да фатат и загуша. А еве медалите се веќе тука. Заслужните мачиња, Алма, Вера и Јана се спремни за почести, па церемонијата може да почне. А медалите ќе им ги додели Ристо Самарџиев. Три шарени мачки добија денес 3 значки. Значки златни, сјајни, мазни, за заслуги разни. 3 шарени мачки добија денес 3 значки. Значки златни, сјајни, мазни, за заслуги разни. Првата за кроткост и за добра душа, плюс за безброј глувци, фатени за гуша. Втората за верност кон стопанот свој и за скина топаш од кучешки сој. 3 шарени мачки добија денес 3 значки. Значки златни, сјајни, мазни, за заслуги разни. 3 шарени мачки добија денес 3 значки. Значки златни, сјајни, мазни, за заслуги разни. Првата за кроткост и за добра душа, плюс за безброј глувци, фатени за гуша. А вторите 2 мачки добија златни значки за најдолго предење и крепечка седење. Насвечено седна во подрумот влажен, значките ги делеше еден мачор важен. Во пригоден говор ги искажа тој заслугите нивни за мачешки сој. 3 шарени мачки добија денес 3 значки. 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 3 шарени мачки. Браво! Леле, ама мачиња. Абе, Воки, ама се глупираш. Пушти го се разбереш како мачор во февруари. Ајде, тишина, бидете сериозни, сите го изгледа. Видовте ли соседке колку убаво играат и пеат? Како италијанчиња се. Зошто баш италијанчиња? Сите жабчиња на светот исто крекаат, а? И сите кокошки исто кокодакаат. Седа дека не го швиткаш, братче. Тишина таму, тишина! Силеđија! Проста. Ајде, престанете вие двете таму. Да не ви набрам по една кофа на глава. Тишина! Тишина! Ајде, деца, дечиња, продолжете си ја вие работата. Не обрнувајте им внимание. Не, да не беше вежба, ба. Некој од ним никогаш немаше да видат концерт. Моме, решите работа, глеси работа. Горан фантазерот од соседната кула сите го знаете. По цел ден виси по клупите и нешто чита. Татко му е малку попознат од него. Сме го гледали на телевизија. Денеска со нас и двајцата. И ни случајна песна ќе се надпреваруваат во измислување приказ на лева или десна.
те спас. Лой, 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 ле, ле, ле. Можам да речам ад, можам да измислам пат, а потова атот нека трча по патот, можам да речам ад. Можам да речам вол, можам да речам дол, а потова волот нека пасе по долот, можам да речам вол. Ша-на-на-на, ша-на-на-на-на, ша-на-на-на, 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 Ша-на-на, ша-на-на. Можам да речам сесто, милно и много весто. Можам да речам бам, а зашто не знам ни сам. Но можам да речам и тоа, че ми она крајбрежна трска, дека ефект така се прави, најдобро песна без врска. Ша-на-на-на, 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 ша-на-на-на. Focus, focus, vibrandus, shakus pas. Yo, yo, yo. Le, le, le. Sha-na-na-na. 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 Ова беше баш без врска. Јо, имаше најмногу врска со уметноста, колега. Ти мене пак ми одираш четки, колега, а, колега? Ама мора да признаете, председателе, програмава им е за мене, за мене. Да, добре. Само што ке речат другарите од општината? Ова не е... Еве ги. Повелете, другари. Повелете. Добар ден. Повелете. Знаете, ова порано изгледаше сосема пристојно, мислам, по пропис, како вистинско за солнишник. Само сега деца малку го испочкртале. Знаете, детска работа. Гледаме. Што, тука имате и програма, а? Тоа е културно-забавниот живот во Скривницава Чичка. Вежбата заврши, па на крај малку забав. Знаете, крајот делото го краси. Абе, каков крај? Какво дело? Само што почна. Тебе пак ќе те заболи запчет. Добро. Седнете, повелете. Добро. Да, повелете, седнете, другари, повелете, седнете. И како што ви велам, другар, ние... Не, вие. Кога реком продолжете, мислев на програмата. А сега, почитувана публика, подгответе се за најголемата магија на светот – оживување на кукли. Настапува маѓиосникот Александар Абракадабра. Ова е син ми. Ајде дома бе, црфеде. Нема тука да ми се глупираш со тие твои парталчиња. Колку пати сум ти рекол дека не сакам да ги видам. Оживување на кукли, драпај си мелот. Ама оживуваат кога ти велам живи се. Ако се живи, сега ќе провериме. Живи биле. Да беа живи, до сега ќе пукнеа од смеа. Абракадабра, цинцулин, кловнолин. Абракадабра, окус покус препарандус. Здраво, Васе! Здраво, Тасе! Слушай, бабо! Слушай, бабо! Слушай, бабо! Абе, слушай, бабо! Абе, слушай, бабо, си
Ajde, se lušam, kelež bretaci. Еднаш мојот другар Васе Кловнот на тесен мост се сретнал со овнот. Секој збор што ќе го каже, овој овде суши и лаже. И овнот му рекол: "Што? Тргни се, Кловнот!" А Васе нему: "Зар тебе, овнот?" И така почнала битка славна. Гради, глава, Три дни и три ноќи ни овнот мрда, ни Васе попуста со глава тврда. Го гледам, Васе крајот го чека. На крајот двајцата се нашле во река. Тасе, многу е јасна твојата бајковита басна. Еве, бидејќи јас се не знам мрсно да лажам, една твоја творба ќе кажам. Абракадабра, чорапус, падус, ливчандус. Чи сме на работа на тема полет. Сигурно требало да стои пролет. Еднаш така се налути климата и пуздер ја направи зимата. Сега бумбари и пчели цветат, бели цутови по ливади летат. Вкусни штъркови ловат жабите, стари бебиња бдеат над бабите. Требата пасе зелени крави, вредните зрна збират мрави. На дрво качено сонцето пее, а горе од него славе и не грее. Пола го нема ни во Дојчланд. Ни во хаос. Светска работа. Леле Ваков кај се роди, со главата та се оди, со нозете мисли умно, како конј на празно гумно. А брета се, бистро прасе, трева расте, крава пасе, папа плаче, папа бде, славеј песон се гре. Леленичкун кај се роди, глава мисли, нога оди. Браво, прекрасно, браво. Генијални се, нели? Што? Ова е невидено и нечуено, Светот е полн со убавини. Светот е препон со сешто. А сепак во многу земји некаде не чини нешто. Коле, гледаш ли што чуда прават деца, а? Деца. Поумни се од нас сите. Па поумни сме, сигурно. Сигурно. Пе Маргарита Христова.
Ете, драги наши родители и посетители, тоа беше се за денес. Ви поздравуваат членовите на музичкиот клуб До Ре Ми. Одлично е! Одлично! Ей, златните на баба. Добро е, бе. Колку убаво пее. Море, какво разчистување, какви са отанати? Така де. Слушай, да ти кажа, ова го нема ни на телевизија, а ние го имаме во зграда, бе. Слушай, клубов мора да остане и точка. Браво! Здраво! Браво! Ова навистина не го очекувавме. Во други згради е некако сиво, мрачно, кај вас е прекрасно. Супер, супер. Ова се вика живот во услови на атомска војна. Ова ветува... Да, се трудевме, другар, колку што можевме. Ние се Трудевме колку што можевме. Македонска радио телевизија.